Светлана Мојсов, професор на Универзитетот Рокфелер во Соединетите Американски држави, ќерка на македонскиот дипломат Лазар Мојсов и хемичарка, е добитничка на Светската награда за хуманизмот за 2025 година, со која Охридската академија на хуманизмот го слави името на Свети Климент. На Мојсов, која е родена во Скопје во 1947 година. Наградата ѝ се доделува за нејзиниот придонес во современата медицинска наука, особено за нејзините структурални биохемиски откритија и ендокринолошки достигнувања во развивањето на ефективни лекови за справување со дијабетесот и дебелината, како и за ублажување на асоцијативни форми на патологии. Мојсов многу пати била лауреат на награди кои ја величаат нејзината улога во откривањето на лекови кои првенствено се користат за лекување на дијабетес тип 2 и за хронично регулирање на телесната тежина. Во интервју за американски медиум, таа откри дека нејзиниот интерес за науката и природата се појавил уште од најрана возраст, во времето кога се уште живеела во Скопје. And when I was a child, that was manifested in my interest in learning about the world of butterflies and insects. And that was very easily accessible to me. My family lived close to a big park, and I could just easily stroll in the springs and summer and observe the activities of the butterflies and insects. I had to develop a skill in order to preserve them without destroying them. And thinking back now, those were my first experiments. Мојсов работи како вонреден професор-истражувач на Универзитетот Рокфелер. Се занимава со истражување на синтезата на пептиди. Таа го открила пептид 1 сличен на глукагон и ја објаснила неговата улога во метаболизмот на глукозата и излачувањето на инсулин. Нејзиното откритие го искористила фармацевската компанија Novo Nordisk за производство на лекови против дијабетес и дебелина. Светлана Мојсов е 19-тиот добитник на Светската награда за хуманизам, исклучително признание со кое што Охрид, градот на УНЕСКО, веќе ги овенча нобеловците Александар Солженицин, Херта Милер, светските легенди Даисаку Икеда, Рави Шанкар, Питер Брук, Мануел де Оливеира, Романо Проди, будејќи ги изворите на духовната меморија од првата средновековна школа на хуманизмот, основана од учениците на Свети Кирил и Методи, заштитниците на Европа. Во писмото до председателот на интернационалното жири, амбасадорот Јордан Плевнеш, Светлана Мојсов истакна: "За мене представува голема чест што сум добитник на наградата на Охридската академија на хуманизмот. За мене оваа награда има и емотивен контекст, имајќи го предвид моето македонско потекло, а воедно што ќе се приклучам кон меѓународната плејада истакнати добитници од минатото, кои создадоа од оваа награда признание на кое се гледа со огромен респект на секаде во светот." Свечената церемонија на доделувањето на наградата ќе се одржи на 9 август на празникот Свети Климент Летен во 12 часот во куќата на Уранија на Ману. А исто така, тој ден ќе биде посетена локацијата каде што ќе биде поставено спомен обележје, чии уметнички неимари се бугарскиот сликар Светлин Русев и македонскиот скулптор Жарко Башески. Со тоа спомен обележје, на кое ќе бидат запишани сите досегашни добитници на Светската награда на хуманизмот, ќе се изврши прогласување на древниот Охрид и неговата милениумска историја во европската меморија за центар на светскиот хуманизам. Свеченоста ќе започне со поздравно обраќање на председателот на МАНУ, академик Живко Попов, а наградата на добитничката Светлана Мојсов ќе ја врачи градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Настанот се организира со поддршка на Министерството за култура и општина Охрид. Во куќата на Уранија на Ману ќе можат да бидат видени делата на лауреатите од сите меридијани и на тој начин достоинствено ќе биде одбрането престижното место на Охрид во светската цивилизација.